Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Коце Тројановски ги посети старите лица од домот Мајка Тереза. Проектот Рурален доктор започна да се реализира и во општина Гасибаба. Повеќе од 300 деца заминаа на бесплатно зимување на Пелистер. Црквата Свети Петар и Павле со апел: донирайте за да може да опстане народната кујна. Град Скопје секоја година финансиски го потпомогнува домот за стари лица Мајка Тереза, за што посвечено да се дочекаат новогодишните и божикните празници. Ова го истакна градоначалникот Коце Тројановски при денешната посета на старите лица од овој дом, нагласувајќи дека градот Скопје ќе продолжи и понатаму да помага за подобрување на условите за живење на овие стари лица, во зависност од буџетот на градот. Градоначалникот на град Скопје Коце Тројановски денеска ги посети старите лица од домот Мајка Тереза, при што им ги честиташе новогодишните и божикните празници и ги потсети дека градот Скопје не ги заборава. Покрај редовните бесплатни возења во автобусите на ЈСП, Тројановски им соопшти дека настанарите од домот за стари лица Мајка Тереза ќе им бидат овозможени 100 бесплатни карти, за да можат да отидат каде што ќе имаат потреба. Градот Скопје во соработка со менаџерскиот тим и со директорката на домот Линче Нилоска планира за овие лица да организира и едно патување надвор од градот Скопје до некое значајно културно место, каде што станарите ќе може да поминат ден-два и да заборават на секојдневната монотонија. Да ги посетиме старите лица кои што престојуваат во овој старечки дом. Сакаме да им честитаме новата година, старата нова година и сите празници кои што доаѓаат понатака во оваа година. Градот Скопје исто така сака да им каже дека се грижи за старите лица, дека не се заборавени ниту во минатото, ниту сега, ниту ќе бидат заборавени понатака. Градот Скопје секоја година дава по околу 50.000 денари за овие празници, за да можат подобро да се организираат и посвечено да ги поминат празниците околу Нова година, пред Нова година, за Нова година и после Нова година. Исто така, градот Скопје доделува бесплатен превоз, значи вторник, петок и сабота за сите стари лица, а дополнително за овие стари лица во овој старечки дом исто така доделува 100 бесплатни карти, за да можат онаму кај што имаат потреба старите лица да отидат и да се вратат. Покрај тоа, градот Скопје на располагање и во соработка со менаџерскиот тим и со директорката Неловска да им организира едно патување, движење надвор од градот Скопје до некои значени места, културни споменици и слично, каде што можат исто така да поминат старите лица еден ден или два дена колку ќе одлучат, со што сметаме дека на некој начин ќе разбијат и монотонијата која што има тука, воедно и ќе можат повише да се дружат и да се социјализираат не само меѓу себе, туку и со други стари лица во другите градови. Директорката на домот за стари лица Мајка Тереза Линче Нилоска рече дека оваа традиционална посета на градоначалникот се одвива многу години поред и дека Тројановски секоја година доделува финансиска помош со цел посвечено одбележување на празниците во овој дом. Традиционален настан. Таткото на градот секогаш не посетува во ова време, во овие празници. И изминатите години, како што кажа градоначалникот, значи финансиски помага за така посвечено да ги одбележиме празниците. Градот континуирано стои како поддршка позади било какви активности кои што ги планираме. Тука се, како што спомна градоначалникот, билетите за нашите корисници. Она што не беше спомнато е дека објектите што се под менаџирање на градот се исто така на располагање бесплатно, така што нашите корисници минатата година го искористија тоа, ги посетивме некои од музеите низ градот. Сега за оваа година ќе договориме некакви екскурзии надвор од градот, така да нас ни е задоволство, ака што градоначалникот е секогаш тука и што излегуваат во пресред за потребите кои што ги имаме како институција. И третата, последна група на дечиња од социјално ранливите семејства денеска замина на бесплатно зимување во детското одморалиште на Пелистер.
Станува збор за група од 340 дечиња. Инаку годинава со овој проект на Министерството беа фатени 1000 деца од сите градови на Македонија, а кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Потоа деца со пречки во развојот, деца со посебни потреби и деца без родители. Според министерот Диме Спасов, во изминатите 3 години на бесплатен одмор биле испратени повеќе од 6000 дечиња. Тој најави дека владата и во иднина ќе продолжи со проектот да испраќа деца на бесплатни летувања и зимувања. И во општина Газибава започна реализацијата на проектот на Министерството за здравство Рурален доктор. Во општината преку јавната здравствена установа Здравствениот дом Скопје Газибава започна да се реализира проектот во сите населени места, со тоа што руралните доктори не ги заменуваат матичните, туку реализираат превентивни прегледи и совети, како и обезбедување на здравствена заштита на примарно ниво, Министерството за труд и социјална политика. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Проектот Рурален доктор започна со својата реализација на територија на општина Газибаба. Проектот го реализира Министерството за здравство преку здравствените домови во општините. Истиот е работен полог временски период преку направената детална анализа за состојбата на достапност на здравствените услуги во Република Македонија. Министерот Никола Тодоров истакна дека во 72 општини или 1227 населени места во кои живеат околу 360.000 жители немаат директен пристап до здравствени услуги од примарно ниво, бидејќи во 2005 година се затворени сите рурални амбуланти. Во општина Газибаба преку јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, Газибаба започна реализацијата на проектот во сите населени места, со тоа што руралните доктори не ги заменуваат матичните, туку реализираат превентивни прегледи и совети, какви обезбедување на здравствена заштита на примарно ниво. Тимот се состои од доктор и медицинска сестра, а сместени се во простори на местни заедници, културни домови или пак училиште, зависно од предложениот простор од страна на општината. Во наредниот период ќе бидат опфатени повеќе населени места во општина Газибаба во кое живее постаро население и кое има поголема потреба од здравствени услуги. Заинтересираните граѓани за точниот термин може да се информираат во своите местни заедници. Општина Газибаба очекува дека ќе има заинтересираност и сериозно ќе се подигне нивото на достапност на здравствената заштита. Наскоро, Министерството за здравство планира да набави и подвижни ЕКГ апарати за да се покрие основната здравствена заштита на граѓаните во руралните средини. Задолжително користење на интернет сајтот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија од страна на сите фирми за пријавување и одјавување во здравственото осигурување почнува од 1 февруари. Како што истакна директорката на Фондот за здравствено осигурување, Маја Парнаџиева Змејкова, со оваа новина која се однесува на фирмите, а не на осигурениците, фирмите заштедувале бидејќи немало потреба да ангажираат сметководители или други фирми кои ќе ги прават ажурирањата на дневна основа по институциите и преку компјутер. Тоа ќе може да го прави нивен вработен или друго овластено лице. До сега фондот со вкупно 75.500 фирми комуницираше преку подрачните служби на дневна основа и лица од тие фирми доаѓаат да ажурираат пријавување или одјавување на нивни вработени и нивни фамилии во здравственото осигурување. Месечно околу 15.000 посети од страна на фирмите имаше во подрачните служби на фондот или вкупно 180.000 годишно, за да ги пријавуваат или одјавуваат вработените и нивните фамилии во здравственото осигурување, истакна Парнаџиева Змејкова и додаде дека 1500 фирми веќе втор месец ги користат интернет услугите на фондот. 40 лица кои секојдневно добиваат топол оброк во трапезаријата на црквата Свети Петар и Павле може да го изгубат единствениот начин да се прехранат, доколку продолжи да се намалува интересот кај компаниите и граѓаните за донации. Од Дјаконијата во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров апелираат до сите кои имаат можност да помогнат за да опстои кујната во која секојдневно се дели топол оброк за сиромашните и болните. Луѓето може да се јават на телефонот 20 41 257 и да се заинтересираат на кој начин може да помогнат, за да не се затвори единствената ѓакониска трпезарија во Скопско, апелира отец Љупчо Велјановски. Тој вели дека донациите во оваа ѓаконија од година в година
година се намалуваат. Последната донација беше пред 20 дена од млекарницата Здравје Радово, која додели 1250 канчиња кисело млеко, а неколку пати пред тоа доделуваше и млеко во прав. Во 2013 година само 3 донатори донесоа артикли со кои се подготвуваат оброците, вели Велјановски. Тој изрази надеж дека годинава ќе има повеќе хуманитарни акции кои ќе помогнат непречено да функционира трпезаријата. Македонија денеска игра против Чешка во второто коло од Европското првенство во ракомет што се игра во Данска. Кристијано Роналдо ја доби златната топка за 2013 година. Повеќе за овие и за останатите вести од спортот по рекламите.